Господин Гаджовски, како ги коментирате резултатите од последните локални избори, односно од првиот круг како помина? Генерално можеме ли да оцениме дека имаше на некој начин дебакл за ВМРО ДПМН и каде вие ги лоцирате причините за ваквите резултати поразителни за оваа партија, од друга страна пак убедлива победа за СДСМ? За мене беше очекувано да победи Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа не беше очекувано да ќе победи со толкава голема разлика. Предпоставувам дека стратегијата на ВМРО ДПМН на овие локални избори беше комплетно промашена и огромен удел во овој изборен резултат има секако раководството на партијата на чело со Никола Груевски. Мислам дека тоа е најслабата точка во целиот тој систем, бидејќи и негативната кампања која што се одвиваше кон ВМРО ДПМН беше директно насочена кон лидерот на партијата, а со тоа да им се наштети на потенцијалните кандидати на ВМРО ДПМН за градоначалници, така што мислам дека таргетот беше постигнат, ефектот беше постигнат и Социјалдемократскиот сојуз извојуваше убедлива победа. Секако дека улогата на кандидатите кои што ги исфрли ВМРО ДПМН игра улога и тоа според мене доста голема. Нивниот, да речем, неквалитет или недоволното сработување во минатото беше казнето од страна на избирачите на овие избори и нормално негативниот тренд кој што го има ВМРО ДПМН во овој момент игра голема улога врз изборниот резултат. Сега споменавте изборот на кандидатите. Сепак проценките се дека најчесто гласа населението во Македонија за партија, а не за кандидат. Имаше ситуација каде општини кои важеле за бастиони на ВМРО ДПМН во првиот круг изгубија. Еве ќе ги земам само како пример Газибаба или Бутел. Значи ли дека понудија лош кандидат таму или кисела вода? Лош кандидат на ВМРО ДПМН или сепак нешто друго е во позадина? Има лоши кандидати во секој случај. Во Газибаба, конкретно за градоначалникот, поведена е постапка од специјалното јавно обвинителство. Во Кисела вода имаме кандидат кој што беше хашки осуденик, кој што издржуваше казна затвор. Кога кандидирате личности за локални представници, секако дека населението прво ја избира личноста, а после тоа секако и политичката партија игра улога. Меѓутоа, овие избори ВМРО ДПМН на територија на Република Македонија освои 335.000 гласови. За 5 месеци од парламентарните избори ВМРО ДПМН губи околу 115.000 гласа, што е огромна бројка и огромен пад. Тоа се должи исто така и на позицијата која што ВМРО ДПМН ја имаше тогаш и која што има сега како опозиција. Значи сите оние механизми кои што ги користеа за добивање на гласови, со уцени, со закани, со притисоци кон администрација, кон стопанство и така натаму, сега во овој момент ги немаат. И на некој начин за мене ова е реална слика за тоа како населението во овој момент е расположено и реална слика за тоа како котираат политичките партии во овој момент. Така што не е изненадување резултатот кој што е постигнат, ова е реалната слика на перформансите кои што ги имаат политичките партии во овој момент. Иако не се официјални конечни резултатите, ќе се чека и втор круг. Интересна ситуација мислам дека имаше во Штип, каде што само 36 гласа разлика, барем од она што до сега го имаме како информација. Како ќе коментирате таму оваа ситуација? Многу тесен изборен резултат, навистина 36 гласа на скоро по 15.000 гласови освоени и двајцата кандидати е навистина речиси незначителна бројка, меѓутоа и еден глас е глас повеќе. Мислам дека таму во вториот круг повторно ќе се води борба буквално до последен глас, така што сметам дека ќе биде се доста неизвестно и дека нијанси ќе одлучуваат за тоа кој ќе стане градоначалник на Штип. Советот го добива СДСМ 12 према 11, меѓутоа за градоначалникот ќе се одлучува во втор круг.
Груевски не негира дека најголемата одговорност ја има тој, лидерот на партијата, но сепак вели дека ќе се анализираат податоците за тоа како да се постапи понатаму. Каде вие го гледате практично излезот од ова што во моментов се наоѓа ВМРО-ДПМН како опозицијска партија? Значи, излезот е излезната врата од седиштето на ВМРО-ДПМН. Час поскоро Никола Груевски, доколку си поднесе оставка, мислам дека ВМРО-ДПМН ќе почне да се реорганизира, реструктурира. Мислам дека реформите се неопходни за таа партија, затоа што Никола Груевски се додека е начело на ВМРО-ДПМН нема да може да победи на било какви избори во иднина.